Дорединовска, еве прво ќе ве прашам, што мислите вие за тоа што антикорупцијска работеше меѓу двата изборни круга? Нема законски пречки да не работи, да не го прави тоа. Дали мора да го отвора случајот на Мицковски во тие два круга, ако не се во прашање рокови, нели е дискутабилно, може да се почека, нели затоа што може да се толкува како влијание на изборните резултати. Да, повелете. Да, неколку работи за прашањето дали и колку може да биде пофокусирана и поефикасна и ефективна во својата работа Државната комисија. Согласно новиот закон има над 20 алинеи кои што се надлежности на комисијата, почнувајќи од националната стратегија до едукација и така натаму, односно превентивните мерки кои што треба да ги прави. Навистина се многу и не можеме да кажеме фокусирајте се. Можеби прашањето дали се фокусирате на високите функционери или на членовите на управни одбори во основни училишта или јавни болници и така натаму. И тука навистина треба да прават разлика и што е побитно кога ги анализираат, например, тие ситуации на судирни интереси. Или пак кога отвараат предмети, како во случајот на Панда Лазаревски со татко Игор Јанушев и таткото на Игор Јанушев, кој што е отворен предмет и пишува во одлуката врз основа на информација од медиумите. Значи не е на поднесена пријава, а ДКСК одлучува да отвори предмет за нешто за што напред знае дека нема надлежност, а тоа е дека сега не е функционер Панда Лазаревски или Игор Јанушев, за да може да биде во надлежност на Државната комисија за спречување корупција.